Благодарам. Почитувани пратеници, почитувани представници на владата. Мојот одговор ќе почнам со последните реченици од почитуван колега, како намерно да се турка државата да нема антикорупцијска. Не како, туку намерно. Јас ќе констатирам дека ова намерно се прави. Ние имаме да разгледуваме закон за спречување на корупција и судирни интереси, а комисијата, антикорупцијската комисија, од март месец оваа година не функционира. Значи, парламентарното мнозинство, во недостаток на идеи и во недостаток како да ги среди и подобри работите, единствено што прави популизам. Зошто ова го велам? Ако сакаше нешто да направи во оваа област, ова парламентарно мнозинство, досега 10 пати можеше да одбери составот на антикорупцијската комисија. Па каков е, таков е. Дали чинел или не чинел постоечкиот закон, тој е законот. Меѓутоа не. Очигледно не се сака да постои антикорупцијска комисија. Од март месец оваа година, замислете. И во меѓувреме, нормално, ќе се одвиваат скандали и судирни интереси, за кои што законски немаме комисија да реагира. И ќе остане реакцијата на медиумите, на граѓаните, на јавноста. Меѓутоа законски немаме комисија која што тоа треба да го направи. Исто така, цел овој период имаме континуиран пад на индексот за перцепција за спречување на корупцијата. Значи, перцепцијата кај граѓаните е дека корупцијата се повеќе и повеќе зема замав. И ова парламентарно мнозинство не најде за сходно да направи нешто на оваа тема. И сега, кога се дојде 5 минути до 12, што треба да направиме? Нов закон. Пуштајте нов закон. Зеде двата закони за интереси и за корупција ги спои во едно, напиша натре се што му дојде како идеја дека може да биде, искомплицира максимално што може да искомплицира и го пушти наврат на нос законот во процедура. Значи, сакам да потенцирам. Ова власт нема желба да ги среди работите во оваа област. Бидејќи досега многу пати бевме искритикувани како држава од Европската комисија, дека не е проблемот во законската регулатива. Проблемот е во спроведување на законите. И сега, место да се концентрира на спроведување на законите, ние се концентрираме во носење на нов закон. Демек, законот претходниот не чинел, друго се е во ред. А основно, немаме членови на антикорупцијска комисија, ево веќе 8 месеци. Да не испадне дека зборувам општо, ево ќе зборувам и некои работи околу предлог законот. Прво, во предлог законот има многу поими кои што се недодефинирани и кои што утре други ден ќе стварат проблеми и во негово спроведување и во кај луѓето кои што треба да бидат офатени со овој закон. Пример, поимот блиски лица. Се користи во законот поимот блиско лице. Што е, како е и така натаму. Само еден мал пример ќе земам, не сакам парламентот да го товарувам со вакви работи. Процедурата за избор. Досега избиравме членови, па тие си го ротираа председателското место, сега избираме посебно председател, посебно членови. Што е разликата меѓу нив? Условите за председател треба да има 2 години поголемо работно искуство него тој што бил член. Никаква разлика. 2 години работно искуство, дали биле или не биле, големо влијание ќе има на целова работа. Баш као натре што за еден факултет, тоест за образование, треба 300 кредити од областа на правни науки, а 240 кредити од областа на неполитички, комуниколошки или економски науки. Не е еднаквост. Зошто тоа се прави? Не знам. Процедурата.
со јавни интервјуа, со барање на други заинтересирани институции да партиципираат во телото кој што ќе прави интервјуа на кандидатите кои што се кандидирале, максимално комплицирана колку што можеме повеќе. Пак ќе кажам, место се концентрираме на спроведување на законот, каде има проблем во функционирањето, ние се концентрираме, ако може, што повеќе да го направиме покомплицирано и на еден начин да бидеме транспарентни. Тоа што јавно ќе се пренесува интервјуата со кандидатите е голем доказ, според вас, дека сето тоа ќе функционира кој што треба. Според мене не е така. Најголемата забелешка кој што имам јас. Со овој закон, Државната изборна комисија се става, Државната комисија за спречување на корупцијата се става во позиција на нов истражен орган кој што ќе функционира во правниот систем на Република Македонија. Замислете, за Државната изборна комисија законот за банкарска тајна повеќе нема да важи, ќе може по нивно размислување да си добиват податоци од сите релевантни институции за граѓаните, од сите, Министерство за внатрешни работи, Пензijsko и инвалидско осигурање, Управа за јавни приходи, Агенција за вработување, од 17 институции, со клик. Ке си кликни и ке си доби информации од базата на податоци од сите овие институции. А за да покрени каква била постапка против некого, Државната изборна комисија е доволно да има представка од физичко лице или од правно лице за некого. Меѓутоа, зошто ова се прави? Се прави за да некој има моќ во рацете да контролира се од едно место, и второ, се прави да се добие инертен организам, т.е. инертна институција, кој што освен на хартија и кој што освен по потреба и по желба таргетирано да влијае и да испитува тоа што сака да испитува, општо нема да биде функционален. Тоа е и целта на цела ова работа. Ако сакаме стварно да окрениме дигнитетот на оваа комисија, треба да размислиме како власт и опозиција што треба да направиме. Ево, јас ќе дам неколку идеи, па да ги размислиме ако сакате. Прво, председателот да биде на предлог на опозицијата. На еден начин, со тоа му се дава доверба, тоест можност опозицијата да врши некаква си контрола на овај дел, да речем, на оваа институција. Или пак, изборот на членовите на оваа Државна комисија за спречување на корупцијата да биде сукцесивен. Од 5 члена, или 7, колку и да се, при првиот избор, еден да има мандат 1 година, вториот да има 2 години, третиот 3 години, така да, секоја година да има промена на еден член од комисијата врз основа на закон. Да не дојдеме во ситуација да после избори или после 4 години цел состав биде променен. Прво, на тој начин искуствено луѓето си се внатре, тоа искуство се пренесува. Второ, нема да имаме ситуација со нова политичка гарнитура да имаме нов состав на Државна комисија за спречување на корупција. И автоматски да има сомнеж кај дел од јавноста дека ова е политичко тело. Со еден збор би сакал да резимирам. Законот има многу фалинки. Најголемата фалинка е ова што кажав околу истражниот орган, така да го наречиме, и најголемата фалинка воопшто на оваа власт е дека не сака да спроведува закони, не сака да ја подобри работата, туку сака само шминкерај
и популизам. Константин Ацевски, реплика.